Не престануваат скандалите со државната помош за време на корона кризата. Викторија Инвест е една од фирмите која злоупотребиле финансиската помош од државата. Оваа компанија добила најмногу пари од државата, над 1.334.000 денари за 2 месеци, а на своите 86 вработени не им сплатила ниту денар. Викторија Инвест од Албанија со представништво во Скопската општина Карпош е изведувач на работите за изградба на автопатот Кичево-Охрид. Истата фирма се поврзува со уште еден скандал од пред неколку години, кога преку подружница во Струга заработила кривична пријава поради тоа што вршела нелегален ископ на минерални суровини во Дебарца. Алфа дојде пред просториите каде е сместена фирмата Викторија Инвест, но вратите беа затворени бидејќи денеска е неработен ден. Ги побаравме телефонски, но никој не се јавуваше. По објавувањето на злоупотребата од страна на УЈП, досега само 30 фирми им ги префрлиле парите на сметките на вработените. Меѓу компаниите кои се најдоа на листите на УЈП се и 3 фирми кои користеле пари од Фондот за иновации, од каде пак им ја стопирале реализацијата. Инаку, утре или најдоцна до среда се очекува да бидат доставени соодветни постапки пред обвинителството против сите газди кои не исплатиле, а добиле пари од државата. Казните кои им се закануваат се и затворски, од 1 до 10 години. Стигна и реакција од Светска банка за фирмите кои злоупотребиле помош од државата за време на кризата. Шемата според која се работи е дизајнирана да им помогне на фирмите за рестарт и одржување на вработеноста за што е можно повеќе луѓе да не останат на улица. Со аплицирањето за субвенционирање фирмите треба да ги почитуваат упатствата на Светска банка за борба против корупцијата. Оттаму нагласуваа дека компаниите, освен што треба да ги вратат парите, би можеле да бидат предмет на истрага од Светска банка.